Иако веќе имаме пролетни температури, сепак се уште е зима и важат зимските агросовети за земјоделците. Овој период од годината е неопходно прехранување на овошните, лозовите насади, но и на посевите, советуваат агрономите. Треба сега да се прихрани за да му се даде снага, сила на растението да може со почетокот на вегетацијата, а тоа е некаде околу 1 од март натаму, да има доволно храна, со есенската храна која веќе е растворена, имаше колку толку имаше влагање или зимовска нешто. И сега заедно со тоа ѓубриво и ово сега ќе оставиме, ќе се провоцират сите животни функции на растението. И така да многу брзо за 10 дена, веќе ќе 15 дена ќе имаме резултати, ќе се види бидејќи такво ѓубриво ќе ставиме се, тоа е така наречено кан. Ѓубривото калиум амониум нитрат кој е многу пократно, брзо се спушта во земјата и е растворливо, се раствара за 10 дена. Што уште е важно според агрономите за прехранување на растенијата? На ѓубрува, односно прехранува растенијата, да се знае дека се дава количина која е на половина од она што е дадена во есента. Ако сме дали 300 кила на хектар или 30 кила на декар, сега ќе дадеме на 15 килограми само од ова ѓубриво. Тоа е сосем доволно, бидејќи тоа е чисто азотно ѓубриво, има функција само да ги провоцира животните функции на растението да почне тоа да расте, да ствара папки, а поскасно папките, нели, ако е дрво или лозје, да има род, ако е житарица, да може растението да порасте во фаза на братимење и така натаму, нели, има си повеќе фази кои ќе почне да ствара клас за растението и ќе имаме. Според Иванов, прехранувањето на растенијата е најдобро да заврши до почетокот на март.